Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. И денес ја следите емисијата Шах со Љубиша Андановски. Оние кои што ја гледа минатата емисија, верувам дека уживаа во друштво на двајцата наши млади шампиони Антос Златков и Калин Андреј. Тоа беа шампиони на Македонија до 12 и до 14 години, а денес со нас е Емил Ристевски, повеќе кратен шампион на Македонија, актуелен бранител на титулата шампион на Македонија до 16 години. И ќе поразговараме со него, имаме повеќе теми за разговор. Ќе започнеме со втората лига, каде што екипата на Центар го освои првото место, се врати во првата лига. Емил Ристевски е предводник на таа млада екипа, млада шампионска екипа. И јас, иако сум од 1973 година практично во македонскиот шах и следам сите и активно учествувам во сите настави на македонскиот шах, никогаш досега во историјата на македонскиот шах немало така млад лидер на една прволигашка шаховска екипа како што е тоа случајот со Емил Ристевски, кој што трет пат ја седи на челната прва табла за екипата на Центар. Сакам да поразговараме за тоа искуство. Честитам за првото место, за победата, но може би е поинтересно да почнеме две години наназад, кога прв пат седна на првата табла. Со колку години седна на првата табла? Со 13. Со 13 години да бидеш прва табла и да ја крепиш екипата, навистина е без преседан во македонскиот шах. И сакам прво тоа искуство да почнеме. Колку тоа тебе искуство ти значеше, колку добити со тој настап на прва табла за една шаховска прволигашка? За мене беше многу важен тој настан, затоа што сепак прв пат го преселав клубот, нели, кој што сум тренирал. И многу ми беше напорно исто, имав многу јаки партии, со многу силни играчи, но видов дека и сепак може со нив да се носиме ние, затоа што тие се силни, но можеме да им парираме. На тој турнир исто така имав и јас лично добар резултат, а и како екипа се представивме добро. Ама тоа е секогаш така, ако лидерот на екипата иде добро, тоа ги потикнува, ги понесува, им дава дополнителна енергија и елани на останатите играчи. Тоа секогаш било така. Тогаш имаше ти велемајсторски средби со силни... Тогаш го добив мојот прв велемајстор, прв пат да добием велемајстор. Прва победа над велемајстор, но имаше некој реми со другите силни играчи таму? Да, имав со велемајсторот од Србија Милковиќ Мирослав Реми, имав со интермајсторот од Косово Сарачин Дерим Реми и изгубив од нашиот Никола Николовски, интермајсторот од Гамбит. Практично од клубскиот друг, на некој начин. Но добре, Никола Николовски е силен многу. Секако едно многу важно искуство, така? Да, во секој случај, да. Сега, по трет пат, повторно веќе искусен на првата табла, добро е носеше, добро ја крепеше екипата, да речем така. Имаше добар резултат, имаше добар турнир. Да. И како одеше полуфиналите и финалите? Веќе бевте искусни, веќе бевте воиграни малку, не беше како на почетокот, не секогаш на почетокот е малку грчаво, потоа. Да. Па искрено мислам дека целата екипа, целата ни беше првите 3 места за да влеземе во првата лига. Првото место, не знам, не ни беше толку многу важно, но како што одеше на преварањето, како што добивавме партии, нели, мечевите како што ги добивавме, видовме дека имаме шанса за првото место и секако дека ќе се бориме за него, кога веќе ни се укаже прилика. И во финалето беше исто многу интересен меч со второрангираната екипа. Јас лично изгубив во тој меч, но затоа останатите во екипата го надокнадија мојот пораз и добија. 4 победи и пол? Да, 4 победи и пол. Убедливо, да. И убедливо ги добивме и со тоа го заслужено првото место го освоивме. И воопшто тој турнир баш добро вам ви дојде, затоа што сите млади и од таа екипа практично тројца шампиони стана, да, а другите двајца вице прваци, да. Така што одличен резултат, малку ве воигра таа лига за на првенство. Самото првенство оваа година до 16 години мислам дека беше многу силно, имаше добра конкуренција. Да. Искрено мислам дека беше најтешко првенство од сите категории, мислам. Да речеме, најкомпетитивно, најсилни играчи. До последно коло не се знаеше првакот, нели?
Да, освен тоа беше Бергер, значи Бергер Да, кога со- игра тоа е со- најзаслужено. Секој со секога тука нема добра или лоша жребка, значи чиста борба, честно. Ти практично ја одбрани титулата и тоа не ја одбрани прв пат, туку втор пат ја одбрани титулата на оваа конкуренција затоа што прескочи еднаш од Трет пат, всушност. Трет пат си, а Трет втор пат пат си. ја одбрани Да. титулата, Да. да, значи трет Да. пат си шампион на 16 години затоа што па беше помал па прескочи една категорија, отиде по висока категорија. Сега ли беше најтешко? Па да, до последното коло мораше да се игра затоа што со Велјановски Андри исто така Водевте трка во Да, затоа што крај. првото коло игравме јас, меѓусебно ремизиравме и до крај јас ги добив сите партии, направив 7 од 7, а тој имаше едно реми, еден кикс, така да се нарече и затоа јас се освоив титулата. Значи практично во тесна трка, зашто Да. пола по е разлика. Добро, потоа и Леонид Петровски исто беше попитативен, Да. но исто играше добро. И секако ние практично вашиот клуб, нашиот клуб се наместивме на првите 3 позиции, Да. најдобрите играчи се разбира. Другите Но и клубови другите има- веќе и другите клубови, значи момчињата и девојчињата напредуваат и се создава добра здрава конкуренција што е предуслов да се оди напред. Практично ти ако немаш добра конкуренција, не можеш така да напредуваш, се разбира. Добро. Завршија, значи тие два турнири, после долго време и немање активност шаховска на шаховската табла. Сега заврши тоа, што продолжи потоа? Што се случуваше потоа? По првенството? По првенството на Македонија, нели сега момчињата минатиот пат кажа дека ќе има европско првенство онлайн по Rapid, но Да. така ли е? Значи ти ќе играш во твојата категорија, колку наши ќе настапат? Само ти имаш право да играш таму? Од секоја категорија има по 3 учесници, така да до 12, до 14, до 16 и до 18. 18. Ама по еден, По тројца. а по Од секоја тројца? категорија, да. А, па тоа е одлично. Тоа ќе биде како екипна или поединечна категорија? Па ќе биде поединечно си играме сите, а на крајот да се собираат поените заеднички. И како може и како поединец да остварите успех, а може да остварите и како екипа, нели? Па добро, нашата екипа одлична, да? До 16, да. Имаме најсилна екипа. Утерна тројка. Да. Да. И посакам, се подготвувавте ли нешто? Па да, мислам, припремите се цел време, нели ние цел време работиме на шахот. Конкретно за европското првенство не сме се спремале, но имавме сега, например, бевме на Попова шапка, целата екипа, сите младинци од центар. Имавме како тренинг припреми, заедно со Сојузот на слепите, со нивните најдобри играчи. Игравме некои мечеви, учевме и така. Одлично. Беше Оваа солидно. емисија почна и Еси радио доменето првенствено за слепите. И ние значи имаме и добра соработка со нив. Да. Добро. Како дел од подготовките, да, потоа продолжуваат индивидуални подготовки и претпоставам. Да. И на преварувањето е многу брзо практично. не? Да, за една недела прилика. На 18 почнува. За една недела. Како тебе се допаѓа тоа Rapid Tempo? Како се снавиш? Па, ова е повеќе, малку повеќе од Rapid, како 25 минути со 5 секунди. Така. Онлайн не сум баш многу навикнат да играм на толку долги темпа. Онлайн само Rapid од европското првенство што беше за сениори го играв. На 15 минути со 5 секунди. Таму имав супер резултат. Добив некои интермајстори, некои велемајстори, но сепак ова ќе биде друго со мојата категорија и ќе биде поинтересно секако. Ќе биде поинтересно се разбира. И да видиме до кај сме, што Да. сме, нели? И просто предизвик, да, Да. предизвик е вистински со максимална концентрација на. Па сега овие денови малку повеќе на компјутер, кога гледаш чисто да имаш Да. визуелно да можеш да имаш добра контрола на Да. таблата и така. И јас и многу и работам на компјутерот, како повеќе шахот дури на компјутерот колку на табла сега стана. Така. Иако некој велат дека е најдобра комбинација. Да, и шахот е на да. табла и компјутерот, па кога е Да. нешто и кога ги добираш фигурите, тоа исто нешто има влијание за да се меморира подобро. Добро, ќе ни покажеш некоја партија од каде? Од Па, првенството или од Може од првенството или од лигата, или една и друга, или како сакаш? како сакате. Ајде да видиме, да почнеме со Првенството младинско. ајде со младинското првенство, ќе покажеш партија, која партија ќе ја покажеш? Јас против Табаковски Дино, јас бев црни фигури. Која кола си играш таа партија? На почетокот или при крајот? Не, при крајот, некаде на средина, уствари, на 6 или Седмо коло. 7 коло, така некако. Добро, ја Емил, предлагам да последна партија од лигата, каде што ти играше на првата табла.
Која партија ти изгледа така интересна за овој миг, за овој настан? Па јас би ја предложил партијата моја со Горан Главинац. Таа беше играна во полуфиналето од Да, разигравањето? во полуфиналето. И Одлично. тоа беше многу важно, затоа што тогаш се боравме во суштина. Првиот меч, практично ако се победеше Да. првиот меч, практично се квалификуваш за Да. лигата. Значи многу важна партија со црни фигури, да? Јас сум се црни фигури. Да. Повели, да ја видиме таа партија. Тој започна со E4, C5, конј F3. Јас веќе тука бев изненаден, затоа што мојот противник игра само D4. Но добро, конј C6, ловец на B5, конј на F6, E5, Росолима е многу конј популарна на денес, D5. да? И сега тука најиграно продолжение е конјот на C3. Зашто иде кој C7 или што? Конј C3, јас играм скокач на C7, ловец на C6, DC6, конј E4 и продолжува партијата. Да ти кажам, така сум играл на меморијал на Метопа Бланка пред 25 години. Истата оваа позиција, кој C7 и она, после кој E6 и така Да. натаму, да. Тоа е стара позиција која што така треба добро да се знае, малку е статична, нели, ама Да. пружа шанси за двете страни. Повели. Но тој продолжи со мала рокада. G6, C3. И сега тука типично за оваа позиција скокач на C7, затоа што ми претат D4. И морам да го спречам на некој начин. Сега го напаѓам ловецот. И тој се одлучи за ловец на C6, DC6, D4. Но сега кога ќе одигра D4 веќе не го фаќа толку центарот, затоа што јас можам да го разбием со моите Да, шанси, имаш затоа што имам два на C, и двата да, ќе го дадат на разбиваш, C. а освен тоа твојот белополен ловец е многу силен. Да. Што нема опаден. Сега тука одиграв потез ловец на G4, го спречувам потекот DC5, затоа што взимам на D8, взимам на D8, на F3 и структурата. на F3, Да. Структурата не ми е баш сјајна. Тој одигра ловец на E3, ловец на G7, истото стои, сега дури на E5 виси. Скокач на D2. И сега јас се одлучив да земам тука. CD4. Може би немаше потреба, но за да не мора воопшто да се размислува за потегот DC5, па H3, ловец на F3, конј F3, со B4 понатаму, вака ја скратив таа можност, затоа што скокачот е веќе изваден на D2. Да, што не може да ми искористи прети полето скокач на на C3, C3, да. Што не може да е на идеалното поле, моментот е добар за CD4. Јасно. CD4, дама D5. Идејата на дама D5 е да спречам пред се дама на B3, за да можам потоа да направам рокада. Ако одиграв веднаш рокада, ќе ми одигра дама B3 и не може би да многу губиш згодно некој на темпо B7. на B7. Да, да. Вака дамата идеално е поставена, Да. што не може да биде нападната, во Да. центар идеално стои, се разбира. H3. И сега се одлучив да си го дадам својот ловец, затоа што имам ловечки пар, но немам згодно каде да одам со ловецот. И кога ќе го дадам, јас пак имам контрола на белите полја многу силно. И затоа се одлучив за ловец на F3, конј F3, мала рокада. Сега мојот противник одигра дама на D2 и прети дама на B4, двоен удар на E7 и на B7. Тука во кандидат по теста спаѓа дама B5 и A5. Апет повеќе ми е повкусно. На дама B5 ќе имаше многу незгодно A4 и сега ќе може да продолжи со B4 B5 планот, а ќе може дури пак дама B4 ако ја ставам дамата на некое незгодно Да. поле. Затоа јас со потегот A5 ги спречувам двете идеи, и B4 и дама B4. И зафаќаш малку пространство би додал на дамското крило. Да. Тој игра A3 и јас сега одиграв дама на B5. Спречувам B4 за мојот противник, затоа што на претходниот потек, во суштина тој ако беше на потек, ќе одиграше B4 и на AB4 ќе земеше со дама. И сега ќе компензира, тој пешакот на A3 ќе биде слаб за тој на B7, но ако ги смениме A3 за B7, тогаш мојот C6 пешак ќе биде слаб. И затоа не сакав да дозволам воопшто B4 да ми одиграат, за да има контра по белиња. Нема потреба. А ние гледаме силното поле D5, кога Да. трамболина може фигурите Да. да одат на тоа поле да го користат тоа силно поле пред слабиот D4 Да. пешак, така што и белите полиња се во твоја власт. Мислам дека црниот тука полесно е многу да играат како белиот. А белиот просто ќе Нема има план. недостаток план, да.
И тука сега B4 за белиот не е баш препорачливо, затоа што взимам AB4 и независно како ќе земе, дали земе дама B4, взимам дама B4, AB4 и сега има слаб пешак на B4, слаб пешак на D4. Тој на B4 може брзо и да падне. Да. А мојата структура е многу јака. Дури ако ги сменам топовите, јас сум пак јасно подобар. Дури и да за само ми треба да му остане неговиот ловец на E3. Кои фигури да ги менувам, само тој ако остане, јас сум подобар до крајот на партијата. Така, ти имаш практично само една фигура на G7 која што сега за сега е ограничена, но од друга страна така што ти кралот. Да, но таа со F6 може да се активира во некој момент. Да, со F6 ќе подкопа што тој клин F5 D4 се разбира. Сега мојот противник одигра топ од А на C1, искрен да бидам, овој потек него не разгледав, не ми беше баш многу логичен. Повеќе би мислел дека ќе изигра топ од F на C1, за да има некои мотиви со А4, Б4 во понатаму. Но мојот противник па се одлучи за друг план, да ме нападне на кралот, па затоа сакал другиот топ да му е на F1. Топ од F на D8. Дама на C2. И сега тука јас одиграв скокач на E6. Мојот противник одигра топ D1. Кој на 6 му го зема полет на C5 и за дама C5. Да. И плюс нападаш на D4. Да. Притискаш. И сега топ D5 блокада. Сигурно. Каде што имам предност всушност. За млади играчи е карактеристично што ти е прво уча да напаѓа, да, стратегијата, нели малку доаѓа со искуството, малку да речем се подолго годишна работа, но многу е важно да се научи позиционна игра. Да. Знаете се, белиот сега да нападне, ама нема сили толку да нападне. Да. Морам да кажам дека позиционната игра е еден дел ја научив и од вас. На камповите што ги имавме. Дури голем дел, поточно за завршниците, поготово. Мило ми е. Па и овде играме фино на бели полиња се, како се ги поставиле фигурите оптимално. Значи полета D5, све контрола на цела табла. И се да речеме црниот и да нема некоја предност, може да е ова позиција приближена, дека макар што јас сигурен дека црниот е малку подобар и во секој случај е полесно да се игра. Значи имаме контрола над партијата, тоа е многу важно. И сега полека мала грешка и предност ќе расте. Мојот противник одигра топ D2. Идејата му е да брани на B2, за да може да игра дама E4, дама H4. Да ослободи дамата да одбрани на B2 пешка. Но јас искрено мислам дека тој план е погрешен во оваа позиција. Мислам дека белиот треба да чека, а црниот ќе проба да игра или со C5 или со F6 во некој момент. Но прво ќе одиграм нели топ AD8, ќе ги подобрам сите фигури, па потоа ќе барам за пробив. Затоа што не е компактна е позицијата на белиот, нема многу слабости. Има само една на D4, која што е многу добро браната. Има и на B2 слабост. Може би А4 па топ А6, топ B6, па негде дамата па топ B3. Ќе има мотиви и во некој момент C5. Да. Може би. Црниот има повеќе, он ќе игра F6, па има мотиви со C5, нели? Под D линија и така. За белиот не е јасно, тешко е да се каже што да игра баш. Значи треба да игра во места, ма многу веж да биде. Да не ја расипа позицијата. Да. Една од најтешките работи во шахот е кога имаш стесната позиција или позиција без план, да не ја расипеш позицијата, да знаеш во место да играш. Ништо да не расипеш, ама тоа се разбира многу тешко и е, нели, секој што лично се разбира. Океј, одиме па натаму. Јас одиграв топ од А на D8, малку е подобрам позицијата. И сега мислам дека мојот противник прави мала грешка, да речеме. Но со следниот потез дури станови клучна грешка во партијата. Мојот противник одигра дама E4. И тука мислам дека после дама А4 мора да најде единствен потез дама B1 назад, да се повлече. Затоа што сега веќе претам C5. И ако се врати на, да речеме, дамата негде мора да оди, секако. Ако се врати на C2, сега завршницата ми е многу поповолно. Јас сакав да ги сменам дамите, нели? Да. Ке земев на C2, дама C2, ке земе со топ на C2, или? И сега веќе ќе има фидури пак мотиви со C5, но и со F6 веројатно. Да. Но ќе ми беше полесно да ги сменам кога ќе ги сменам дамите. Да. И топот може ќе дое на B5 тој Затоа што мене ми треба да ги сменам сите фигури да му остане неговиот ловец на E3. И мене било која фигура да ми остане. Да, било која фигура. За да можам кралот сега ќе дојде до D5,
Така. и потоа ќе пробам да појачувам нели од таа позиција. Затоа што него скоро сите пешаци му се на црно, а мене ми се сите на бело, имам многу јака блокада на белите полиња и тоа беше на плана, да. И затоа дама Б1 мислам дека ќе беше единствен потез, но сепак не е лесно, игра дама Е4, сега треба да се врати на Б1, малку не. Тие потези на назад се Да. да се игра, да. И сега мојот противник мислам дека прави доста голема грешка, игра дама Г4. Сепак и тука е браната дамата и ми спречува С5. Има логика, но јас сега играм потез Х5. И сега мојот противник мораше да ја врати дамата на Г3, но веќе се гледа дека нешто не е како што треба во белата позиција, затоа што дамата на Г3 нема ни едно поле. Тесно е тоа. Да, и нема ни една, јас ќе можам да продолжам со дама Б5 и С5 понатаму. Дама Б5 идејата е да виси на Б2, за кога ќе одиграм С5, кога ќе земе Д5 да земам топ Д2 и да виси на Б2, да. Така. Но мојот противник одигра дама Х4 и сега јас веќе С5. Сега е многу незгодно за него, затоа што Д5 веќе не оди, затоа што зимам фигура. Зимам на дама Х4 и кога ќе земе скокач на Х4, зимам топ Д2 и веќе тој коњот од F3 што го бранеше топот веќе го нема. На Х4 веќе, да. Да. И тука после С5 мислам дека веќе црниот има добиена позиција. Тука тој проба да нападне со Г4. И ова е доста интересен потез. Кога ќе земам CD4, земав HG4. И сега мислам дека мојот противник требаше да земе DC5. Да искористи тоа што ми е дамата врзана, но сепак им беше пак многу лоша позицијата, затоа што ќе земе веројатно на D2, топ D2, и сега нема згодно, со што и да земе има некои минуси. Ако земе со скокач виси на E5, ако земе со ловец дури има и некои дама E4 потези, и воопшто нема згодна позицијата. Да. Дама Е4 силен потек, да. Да. И мојот противник се одлучи за HG4, но тука веќе мислам дека е позицијата изгубена за белиот тотално. Взимам CD4. Со темпо. Да. И сега тој одигра ловец на H6. А што да прави? И в суштина тој сакаше да ме нападне на Х линија, но после потегот D3. Практично црниот напади, да? Да, многу му е незгодно затоа што му претам ловец на H6, дама H6 и дама G4. А ако одигра, да речеме, ловец на G7, тогаш играм крал G7 и сега на крал G2 јас играм топ H8 и јас се земам в Х линија и точно за едно темпо тој не стигна да земе Х линија. И многу му е незгодна позицијата. Тој одигра крал G2, кој што после ловец на H6 ја губи партијата, затоа што кога ќе земе дама на H6, земам дама на G4 и виси скокачот на F3. И не може да стигне со топ H1 затоа што кралот ќе му биде на првиот ред, нели на дама G4, мора да се повлече со кралот и земам на F3. Да, одлична позициона партија, она. Тој одигра тука, проба да се бори со B3. Идејата му е ако ја повлечам дамата на било кое поле, да речеме назад на B5 на D7, да ми одигра дама H6 и сега не виси на G4. Но тука го имам потезот дама на E4. И сега многу му е пак незгодно, затоа што му претам искокач за 4, му виси топот на D2 поради ловецот. На H6 не смее да земе ради дама G4. Тука мислам дека топ C4 можеше да се проба, но имам скокач на D4. И сега ќе требаше да земе на H6, но виси на F3 и пак е изгубена позицијата тотално за белата страна. Тој проба со топ H1, но сега веќе е јасно дека не може да ми даде никаков мат и се вратив само ловец на G7 и сум чиста фигура повеќе. Мојот противник одигра дама H7 шах, крал F8, се врати дама H4 и сега потезот што заврши партијата G5. Потегот е незгоден затоа што не може да игра дама H3, имам коњ F4 и ја зимам дамата. Во случај да дојде на H2, зимам на G4, а ако дојде на G3, зимам ловец на E5, коњот на F3 е врзан, тоа е многу битно и кога ќе земе дама E5, нели зимам со топ. И нема дамата кај да оди заробена, и плюс виси на G4, затоа мојот противник тука се предаде. И мислам дека беше доста интересна партија. Отлична зрела партија, зрела позициона партија, значи на еден играч кој што веќе е изгреден секако и за твоите шаховски комбинации и тактичката, умешноста за тактика одамна се знае, но веќе као позиционен зрел играч, значи се
си посилен и тоа значи ти дава една универзалност, ширина во играта. Значи, затоа што у секоја партија не може да се даде, да се разбира, затоа што денеска и одбраната е на повисоко ниво, но позиционата игра, кога се научи добро, значи, а секоја тактика се гледа и се користи, тоа се зборува за силен играч. И затоа ја очекувам наскоро да ти кажам и да го зголемиш доста рейтингот, затоа што очекувам да експлодира твоето знаење да се покаже во пон сјај. Да видиме уште една партија сега од младинското, да? Ти си единствен гостин, имаш што да покажеш. Значи, убави партии имаш еве и нивото на коментирање, нели, е на високо ниво, така што ќе има возможност на нашите слушатели малку со уште една партија да уживаат во твоето творештво. Повели. Од младинското првенство би предложил партијата со Табаковски Дино. Таа е доста интересна затоа што има и голем дел на стратегија, но и на тактички елементи. И затоа мислам дека таа партија би требало да покажам. Повели. D4, скокач на F6, C4, G6, скокач на C3, ловец на G7, E4, D6. Ова е кралево индиска постава, лично моето омилено отварање со црни фигури, кое што го играм на D4. Главно оружје. Главно оружје ми е всушност на D4. И сега мојот противник бира тука една интересна линија со потегот H3, која што е многу модерна во ова време. Идејата му е да ми го спречи потегот F5 со понатаму G4 потег. И добре, јас одиграв мала рокада, скокач на F3. Има и потег ловец G5, само. Да, има и ловец G5 и ловец E3. Ловец E3 е најмодерно во овие времиња. Да. Има и најнови партии на Каруана, Карлсен и сите врвни играчи. Но мојот противник се одлучи за коњ F3, кој што исто така многу игран потег. Да, тоа е варијанта на Макагонов, тоа е Макагонов велемајсторот од Баку. Значи кој што имаше одлични резултати уште 50-60 години на 20-тиот век ја популаризираше и он прв ги покажа стратешките идеи за белиот. При затворен центар која H3 е полезен потег. Поред? Јас продолжив со E5, D5 и сега тука најагресивниот потег во позицијата скокач на H5. Другиот потег за црниот е A5, со идеја скокач на A6, скокач на C5, скокач од F на D7, скокач на B6, C6. Да, тоа е друга и исто така многу популарна варијанта, во кој H5 е најдиректен потег. Да, и најагресивниот всушност, и најинтересниот по мене. Најинтересниот, да. И сега тука црниот има две продолженија тука, да? Мо? Белиот две продолженија има. Стар потег е кој H2, што знам, а помодерен потег е G3. Скокач на G3. Не, кој ги викам, јас тоа скокач не ми се допаѓа толку зашто ние кога пишуваме за коњот пишуваме С за да го разликуваме од крала. Да, а инаку јас секогаш фигури да ги викам. Да. Коњ H2 е исто интересен потег. Но црниот има интересна игра, да. Да, постар потег, а G3 денеска рече се сите играат G3. Најмодерно, да. Да се покрие веднаш полето F4. Црниот сака коњ F4, белиот веднаш тоа го спречува и сега тука има интересно кога ќе. Првичната идеја на коњ H5 е да се одигра F5 потекот. И F5 се таа се разбира. Но сега мојот противник одигра една, мислам, голема стратешка грешка. Затоа што F5 потекот е битно да се спречува кралевите индики, но не по секоја цена. Затоа што после потегот G4 и коњ на F4 сега му е многу незгодно. Коњот на F4 е многу јак, а ако го даде ловецот на F4, тогаш после F4 мојот ловец на G7 па исто така многу јак. И нема е сега веќе никако згодно, нема како да го смени тој коњ лесно. А дури позицијата би била подобра за црниот доколку ги снема само коњот на F4 ловецот на C7 при пешак на E5. И црниот би пробувал да го отвори ловецот на G7 некако, а вака тој зема сега ловец F4, F4, и тука јас мислам дека веќе партијата е стратешки добиена. Се согласен. Секако има уште многу игра, но стратешки би требало да е позицијата добиена, затоа што ловецот на G7 е сепак прејак фигура. Понекогаш жртвуваме дури и топ на F4 за да се отвори тој ловец, но сега за ништо буквално го има отворено. Мојот противник игра дама D2. И сега тука е интересна позиција, имав три кандидат потези. Коњ на D7,
конј на А6 и F5. F5 ми беше многу агресивно, за да се искористи крајот во А ја би го центарот. следувал предвид и C6. Веднаш да може да се Да, со даде дама за- беше удар. Дама беше с дама А5 таму Да. за негде тие полиња, зашто кај ќе го носи крал. Исто како нели потез кандидат, сите овие Да. се согласувам со сите овие. Значи колку има црната позиција веќе можности црниот како да игра. И баш е интересно да видиме секако. F5 беше најпримамливо. Веднаш Но- да се отвори, да. Да, но после некој краток рачун, да речеме, не се задлубочував многу. Не ти си уште развиени сите фигури Да, за да одиш G5, све. Нема G5. потреба да имаш долгорочна стратегиска иницијатива, сите црни полиња се твои, така да ти Да. и не мораш со F5 одма. Немаше потреба да се отвора Нема геймија, да. потреба одма, да. Другиот потеж беше конј D7 што го разгледав, Да. но тука голема рокада, конј на E5 и сега кога ќе земе може да ми земе конј на E5, ловец на E5 F3, тоа е јасна предност Да, заради ама ја не би се црниот ловец. согласил да сменувам, Но не би сакал да ги менам сменувам фигури, фигури, да. нема потреба зашто него му е тесно Да. сега, не знаеш што да прави со Да. фигурите, ти можеш полека да се наместиш. Црниот и во таа позиција би ги имал црните полиња, Да. а ловецот на F1 ќе биде многу лоша фигура, но Ама мене подобро малку е им кој ќе беше. има уште еден конј. Да. Два ловци кои ќе има Да. црни полиња и уште еден конј уште подобро според мене. Ако не мораш одма, да. затоа одиграв конј на Конј А6 А6 е еластичен, убав потес и на C5 и на B4. Диагоналата нека стои отворена. и на конј А6 единствен потез што го разгледав за црниот ако сака нешто да го докаже дека овој систем држи вода. Така да кажеме дама F4 да земе пешак, нели? Да. Да знае Но- зашто да страда. Да. Но после конј C5 мислам дека му е многу незгодна позицијата, спречувам ловец D3. Голема рокада не му е згодна заради ловец на C3, BC3, дама E8. Преку дама А4 активирам дамата. И на конј C5 би требало да игра нешто, да речеме ловец E2 например, но имам топ E8. И сега претам, нели, во некој момент F5, дури дама E7, и ако се врати конј на D2, видов потег F5 за мене. Взимаме GF и сега немаш да земе F заради скокач на D3. Ловецот на E2 е врзан и ја взимам дамата во следниот потег. А ако не може да се ослободи од тој пешак, кога ќе ставам јас пешак на E4, има многу незгодна позицијата. Истите претники ги имам со F4 конј D3. И затоа тој се одлучи на потегот ловец D3. Сега идејата му е да земе на F4 и кога ќе одиграм скокач на C5, ловец на C2 и да брани таа позиција, но сега веќе не стига точно. Конј на C5, ловец на C2. И сега тука имам два потези, A6 и A5. A6 е веројатно и многу појак потегот A5 кој што го одиграв јас. Затоа што на A6 идејата е веднаш што B5 да го разбиеме центарот, кривото, поточно да го отвориме, затоа што белиот крал нема каде да оди. Единствената надеж му е да отиде на голема рокада, затоа што мала после F5 или H5 би било готово. Но со А6 идејата е исто така B5, нели? И да го разбиеме веднаш. CB, нели? AB, конј B5, топ B8, ловец на А6 и јасна предност за црниот. Но јас тука се одлучив за потегот А5, кој што исто така има идеја да го нападне противникот. Затоа што му го знае следниот потег, што е голема рокада. Тука исто така дама F4 не е многу препорачливо, затоа што имаме F5. Да, кога е дамата на F4 и F5 има многу Да. смисла, зашто се отвара и F линијата, Да. топот е развиен по F линија, сите слабости се и коњот и пешакот и се. И тука ќе му беше многу незгодно GF, Ќе не може да биде потез, да. EF5, ловец на F5. Да. И сега кога ќе земе ловец на F5, имам пак конј на D3. Да. И пак виси дамата на Пак F4, виси. но сега не е врзан. Одлична геометриска слика. Но да, топот е по взима на F F4 линија. дамата. Да, одлична геометриска слика. Да. Тој се одлучи за голема рокада, А4. И сега мислам дека мојот противник прави најголемата грешка во партијата. Мислам дека тука мораше да одигра потег А3. Сепак не е лесно да се одигра тој потег. Ќе имам идеи со ловец на D7, B5 или топ А6, топ B6. Но веројатно најздрава идеја би била ловец на D7 со следно B5 на А3. Но мојот противник одигра конј на D4. И сега веќе после А3 мислам дека позицијата е многу тешка за белите. Тој одигра B3 да блокира, за да не ми отвори А линија. Но сега мислам дека веќе партијата малку не завршена, само треба да се најде како се добие. Одиграв дама на F6. Не може овој притисок по диагонал да го издржи никако. Да. И сега тука јас барав за него некоја активна игра со E5, како да ми ја затвори дамата.
да речеме дама е 5, топ е 1, па дама е 6, некако да проба G5. На G5. E5 можеш со пешек да земеш па E4, пак Да, тоа е втората алтернатива, што е секако јака. Па што ќе отвориш Да. што? Затоа другата позиција беше сега некако B4 да одигра, нели E5 или во комбинација некако B4 со E5 за да стави коњ на E4, ама не може никако да стигне. Мојот противник игра потег F3. Прво идејата нема ја видов, но после тоа со следниот потег всушност ја видов идејата на H4, да не виси на G4. Но мислам дека тоа шанси нема во оваа позиција да нема никако. И сега играм тука добар потез, коњ на А6. Дамата си убава на F6 ловецот на G7, но мора некако се пробие. Целата партија мислам дека му се држи на тој коњ на D4, кога ќе го снема тој коњ на тоа поле, таму ќе биде брзо. И поентата на коњ на А6 е всушност C5. Да. Сега ако земе нели DC, BC, пак C5 му прето. И да го трнам тој коњ, тој блокира таму. Така е. Сега тој одигра H4, но мислам дека е губење на темпо. Да, јас C5. И тука пак мислам дека прави дека мораше да одигра коњ на B5. Така е. За да проба нешто да игра, коњ на B5. Да, коњ B5, ловец на D7 и сега да одигра потег E5. За кога ќе земам дама E5, да одигра топот H на E1 и на дама F6 да ми одигра коњ 4 и да прави некоја контраигра. Но сепак се извинам, не коњ 4, тоа не може, но G5 прво да одигра, кога ќе трнам дамата коњ 4, за не виси по диагоналата. Но сепак позицијата за страни таму е многу тешка. Но он се одлучи не го разгледуваше потегот C5 во ниедна верзија, што мислам дека мора за белите фигури, да жртвува пешак, за да проба некако да ми го затвори ловецот, иако не е лесно. Тој одигра коњот D на E2. И сега во суштина јас треба само да измислам некој план како да ја отворам даминото крило и да ја добијам партијата. Тука играм еден трик потег, кој што ми е корисен секако, коњ B4. Сега претам коњ на А2 и кога ќе земе коњ А2, дама B2, мат. И, например, G5 ако одигра, тоа ми оди со коњ А2, дама B2, но мојот противник го виде сепак тоа. И одигра ловец на B1. И сега тука само треба да се смисли како ќе се да се отвори вториот фронт, како се заврши партијата. Како се заврши, да. Јас одиграв ловец на D7. Идејата е многу проста. Сакам да одиграм потег B5 и да заврши партијата буквално. Да отворам B линија или C линија. И C потоа, да. Да отвори C4 после можност. Сега тој одигра топот D на G1. Не, извинете. Прво одигра потег G5. Тама е 5. Топот D на G1. И наведнам кога го видов потегот мислев пак дека нема никаква смисла. Но потоа му се појави неговата идеја беше H5, која што јас мислев дека нема некоја закана, но му е добро затоа што може кралот на D1 да му дојде. Се слободи поле за кралот. И сега јас тука одлучив брзо да пробијам со потегот B5. Тој зема CB5 и сега тука има две примамливи опции. Или ловец на B5 и на коњ B5 дама А1, претам ловец на B2, мора да се врати коњ на C3 за да немам ловец B2 и сега C4 и веројатно тоа е добиена веќе позиција. Но јас одиграв попроста, многу попросто да речеме. Одиграв потег C4. BC4, израчунав до тука, топ FC8, мора да игра ловец D3 за да го брани, топ C5. И тука видов дека ма многу незгодно. Играм топот А на C8 следен потег и коњ D3. И нема потег. Тој се одлучи за крал на D1. Топот А на C8 и тука единствен потег што го гледав за него е коњ А4. Ќе земев коњ на D3, коњ C5. И сега тука ќе одиграв коњ на B2. Шах. И да, шах. И пак нема кај да оди.
го взимам следен потек конјот на C5 и взимам на C4 и на B5 паѓа. И плюс имам две фигури за топ, така да тоа е сосема доволно. И решавачки. Да. Он одигра конј B1. Земав конј D3, дама на D3, топ на C4. Од што нема што да прави, тој зема конј A3, брани на B5. И сега финалниот удар е топ C3. Наведам жртвувам топ, но сепак тоа се две фигури за топ и со ловците од G7 што ќе дојде на D4 и ловецот на B5 што ќе дојде. Партијата е веќе практично готова. Тој зема конј C3. Практично време за предавање. Да. Топ C3, дама D2, топ A3. Тука веројатно има и некои побрзи, но топ A3 е најпросто. Тој одигра топ на G2. И сега имав тука некои добитоци со дама на A1, но одиграв најпросто што може, ловец на B5. Претам топ на D3 или претам дама A1. Дама A1, да нема поле E2. Да. Тој одигра H5 во празно. Идејата му е, не знам, може би H6 и на ловец H8 некој мат доле да ми даде. Почека ти капак, завршиш. Да. И јас не ни пробав да израчунам нешто, најпросто одиграв топ D3. И тука мојот противник предаде. Но не затоа што ја губи дамата секако изгубена, затоа што ќе му дадам мат во следните неколку потези. Дама 1 му претам сега и нема потек буквално. Каде дојде со кралот, ја зимам дамата, зимам надва и му зимам еден од двата топа. Да, ловците воопшто не се ни помушат. Да, ловците се... Ловците се многу последно од неговите топови. Да. И затоа тој тука е предаде партијата. Одлична партија. Ова беше важен момент, таму нега на средина на турнирот, кога се беше трка, не? Да. Добре, одлично. Многу ми се допадна двете партии. Се допадна како играш. Се надам и на нашите слушатели. Се надам дека нашата публика уживаше во овие две одлични победи на Емил Ристевски, кои што сам ги коментираше. Имаш ли такво искуство до сега да коментираш вака за медиум? Не. Се надам дека беше интересно и возбудливо. Мене ми останува сега при крајот на емисијава да те прашам за идните планови. Кои се идните планови на Емил Ристевски? Сега ситуацијата е малку тешко да ви одговорам на ова прашање, но јас секој ден тренирам, се спремам. Не е специфично за некој турнир, но за да напредувам, за кога ќе почнат турнирите да се одвиваат, да можам да се покажам во најдобро светло, нели? Да не те чекаат неподготвен, да? Да. Сигурно така треба. Сега прво би почнал со Европското првенство, што почна на 18 септември. Поточно на 16, но не играме на 18. А за потоа се зависи од тоа дали ќе имаме прва лига на Македонија, каде што ќе настапам, нели, за клубот Центар. Но ако нема лига, би требало да се бараат некои турнири надвор од државата. Но за тоа прво да видиме каква е ситуацијата, да. Инаку одличен ќе биде турнирот ако се одржи првата лига, што сите ние шегистите силно посакуваме, се разбира дека би било израмотно да не се одржи, затоа што сепак првата лига е круна на екипното надпреварување и екипните клубски активности во клубовите во Македонија. Едно ти посакувам успех. Прво ти посакувам успех сега до 18. Навистина значено европско првенство, има тежина, има се. Тука сме да навиваме, да следиме, да коментираме, да известуваме. И ако имаме добар резултат, а верувам дека нема да имаме лош резултат, се надевам дека повторно машиве ти и твојата екипа со Андреј и со Леонид ќе дојдете повторно во студио да покажете нешто како сте учествувале на европската сцена. Значи посакувам успех и на европското и понатаму. Почитувани слушатели, стигнавме до крајот на оваа возбудлива емисија со четирикратниот шампион на Македонија Емил Ристевски, еден од нашите најперспективни шахисти. Бидете со нас и следната седмица. Голем шаковски поздрав!